На променливото време и честите осцилации топло-ладно најмногу реагираат метеопатите, но на температурните шокови се осетливи и хронично болните, особено оние со респираторни и кардиоваскуларни заболувања, велат здравствените работници. Да речеме, една група на пациенти се оние метеоропати, што ги викаме ние, што стварно им влијае временските прилики, промената на временските прилики. Час имаме сонце, па имаме дожд, па имаме ветер, значи кај тие пациенти поготово влијае најмногу, после влијае кај оние хроничните болни, оние што имат проблеми со респираторниот систем или со дишењето што имат проблеми, бидејќи имаме влажност на воздухот, потоа имаме сув воздух и нели сето тоа влијае врз нивното здравје, а не се ни поштедени и оние со кардиоваскуларни заболувања, бидејќи тие два система се така поврзани, респираторниот со кардиоваскуларниот систем, така да и тие се засегнати. А исто така и најмалите, бидејќи не знаат како да се прилагодат и со облекувањето, нели ќе се облечат потопло, после ќе биде топло преку денот, па или ќе се потат или ќе ги ваѓат нивните алишта што ги имат, па и возрастните исто така и ние така постапуваме, значи не знаеме како да се облечеме, бидејќи не знаеме преку денот, или имаме преку ден да имаме такви осцилации на времето и сето тоа нормално дека влијае врз целокупното здравје на населението. Исмаили Велиоти треба да внимаваме гардеробата периодов да е прилагодена на времето, да се пијат течности и да се внесува повеќе свежа храна отколку мрсна и калорична. Препораките се со облеката да внимава, нели да биде тоа прилагодена колку што може, нели ако е ладно или ако преку ден знае да биде нели топло, како што вчера беше од сабајле топло, па попладне заврна, нели да се носи некоја прикладна облека, некој џамперче, некое палто, некое сако, нешто слично, да кога времето ќе се промени, нормално тоа да се облече, да не дојде до разладување на организмот, при тоа што после ќе доаѓат и грип, и вирози, се такви компликации. Нормално дека сега имаме јадењето да биде прилагодено, да се јаде свежо, овоши, зеленчуци, тоа што ги имаме на пазарите, повеќе секогаш да се консумират и повеќе течности. Според метеоролозите, ваквото променливо време ќе се задржи до четврток, а потоа следува стабилизација и повисоки температури.